која сега можевме да ги видиме денешните политички реакции. Премиере, подготвен ли сте да немаме нов изборен законник, со оглед на тоа што велите црвена линија е гласањето на диаспората електронско? Видете, јас би сакал да имаме нов изборен законник и ние како ВМРО ДПМН изминативе месеци бевме прилично конструктивни во рамките на таа дискусија која што се водеше во парламентот со другите парламентарни политички партии. И речиси се прифативме тоа што се бараше. И во делот на средствата кои што се одвојуваат за рекламирање и други видови на барања кои што ги испорачуваа за време на таа дискусија, така што ние релативно сето она кое што се побара од нас ние го прифативме. И се беше добро до викендот. Кога во понеделникот политичката партија Левица, која што договараше цело време, 4 месеци работеше на изборниот законник, буквално 4 месеци, им се прифатија сите амандмани, нив ги интересираше финансирањето на кампањата и тоа им го прифативме. Се што побараа прифативме. Но тие одлучија во последен момент да кажат ние нема да се потпишеме на предлогот, вие ве потпишете се, нема да ви правиме филибастеринг, но ќе гласаме воздржани, не сакаме со вас да бидеме јавно на ист документ потпишани, вака накратко кажано. Замислете какво лицемерие. Во позадина работите 4 месеци, дискутирате за тоа што ви е важно, го добивате тоа што ви е важно, а не сакате да се потпишете на документот кој што вие сте го договорили и согласили. И потоа следеше онаа пресконференција на СДСМ, во која што и тие наведоа 3 причини. Едната беше да не се заокружувало само да се заокружувало бројката, а не името, кое што впрочем не е ни барање на ВМРО ДПМН. Тоа беше барање на друг преговарачки тим, ние го прифативме. Но еве рековме ќе прифатиме, добро, во ред, каков сакате амандман доставете и тој ќе го прифатиме. Второто беше, мислам, околу жалбите, кои што се однесуваат на избирачкиот процес, и тоа не беше барање на ВМРО ДПМН, на друга преговарачка група беше во ред, и тоа го прифативме, еве, дајте амандман, немаме никаков проблем. Сега дојдовме до диаспората. Се беше согласено за електронско гласање, не е само Франција, мислам, сега тие даваат безсмислен, како да кажам, предлог, односно пример даваат, иако Франција има околу 9 милиони пасоши кои што се нерезидентни пасоши, односно се луѓе кои што се надвор од териториите на државата. Има многу други примери, се да не ги редам. Еве јас јавно кажувам, дајте да најдеме начин како да го зголемиме гласањето на диаспората. Не е битно дали тоа ќе биде електронско, дали ќе биде со писма. Дајте да најдеме начин, не е битно. Да најдеме некоја пракса во светот како би успеале на тие луѓе да им овозможиме правото на гласање да го остварат на поедноставен начин. Бидејќи сега конкретно го давам примерот со австралискиот континент. Вие треба да патувате и по 10 часа авионски за да го остварите своето право и да се вратите назад. Мислам, ретко кој ќе биде мотивиран и инспириран тоа да го прави, ќе признаете. Но доколку му возможите преку својот паметен телефон или еве преку пошта со писма или било како, небитно, нека се најде начин како тоа ќе се направи. Подготвени сме да седнеме да разговараме, само да го зголемиме, да ја зголемиме излезноста кај диаспората. Ние сме подготвени да седнеме и да повторно преговараме. Имаме време да завршиме овој изборен законник. Впрочем, и не се важни сите оние средства кои што ќе ги изгубиме. Важно е да имаме изборен законник кој што ќе ги вклучува и содржи во себе препораките на ОПСИ и ОДИХР и кој што ќе обезбеди поголема излезност за време на изборите, ние велиме од претседателските 29-та па натаму. Еве, тоа е тоа кое што ние цело време го збориме. Сега имаме многу принципиелен став. Мојот печаток беше дека единствена опција за вас е електронското гласање на диаспората. Вие вечерва велите дека и другите можности кои ги нудат земјите членки на Европската унија, како што е гласањето преку пошта, има таму и други решенија и преку полномошно на лице кое што е во државата. Има различни решенија. Електронското всушност во ЕУ е најмалку застапено. Рековте Франција и Естонија е другиот пример. Не, има и други примери во соседството, имаме Босна, имаме сега Албанија по најново, има Грузија. Мислам, можам да ви ги редам и многу други примери, не се само за ЕУ, само тие не е честа пракса, и напротив е некаков исклучок. Но гласањето по пошта, на пример, е пракса во Соединените американски држави имаме исто така електронско. Мислам, видете,
суштината е да обезбедиме поголема излезност на диаспората, поголема комуникација меѓу татковината и диаспората, затоа што целта не е да ги вратиме тие луѓе. Ова ќе им биде еден мост, едно чувство дека тие учествуваат во политиките во сопствената држава, во татковината, од која што поради X причини заминале, некои за секогаш, некои заминале времено, целта ни е нас да ги вратиме тие луѓе. Сега некој се одлучи да прави филибастеринг и да не го дозволи правото на диаспората да се чувствува како да е дома. Тоа е суштината на целата. Да, и од друга страна е стратешки интерес на државата да имаме ние успешни претседателски избори, за да не треба да го менуваме моделот на избор на претседател на државата. Во тој контекст ја разбирам потребата за обезбедување на поголем број на избирачи кои што би се вклучиле во изборниот процес. Но нели тоа сепак не сме да биде на сметка на тоа изборите да бидат фер и регуларни и да нема злоупотреби. Опозицијата обвинува дека преку можноста да бидеме една од ретките сепак држави кои ќе овозможат електронско гласање, може да се случи изборен грабеж. И тоа како загриженост можеме да го прифатиме. Ја не можам да го прифатам, бидејќи не слушнав ни еден аргумент како тоа ќе се направи тој изборен грабеж. Тоа е исто како да кажете, додека сме ние во просторијата, надвор врне, а не знаеме дали врне, ниту па имаме некаков аргумент дали надвор врне. Сега они излегуваат и викаат, ќе има изборен грабеж. Добро, како? И велат, ако има, замислете, хакерски напад, некаков, сега да бидеме сериозни. Ние зборуваме за 2029 година. Тоа е за 3 години, отприлика нешто помалку од 3 години од денес. Ова што вие го кажавте за успешен избор на претседател е политички аргумент. Ние сме земја членка на НАТО, врховен командант е претседателот на државата. Ние не би требало да влеземе во еден процес кој што во континуитет ќе рефлектира нестабилност. Или пак ќе се претвори во внатрешни политички претумбации или пазари и така натаму. Суштината е дека со поголема излезеност на диаспората ние имаме национално чувство поголемо кај нив, второ политички аргументи, овие што кажуваат има и економски. И сега ние имаме гласање на диаспората, но само во ДКП-ата, во дипломатско-конзуларните представништва. Ние трошиме милиони, праќајќи луѓе од тука да одат таму, да го спроведат процесот на гласање и да се вратат назад и во прв и во втор крug. Значи имаме многу аргументи зошто ние треба да го поедноставиме тој процес, а не да го усложнуваме. И впрочем, се беше договорено. Ме разбирате, се беше договорено. Ја не знам зошто се случи се тоа. Односно, ви кажав што беше мотивот најпрвен за едната опозицијска политичка партија и потоа да вие другиве да не останат пократки и тие ете ти ги на пресконференција и тие ќе правеле филибастеринг, па едните ќе правеле 10.000 амандмани, другите ќе правеле 3.500 амандмани. Во ред се борат и Левица и СДСМ против диаспората. Јас не ги разбирам зошто тоа го прават. Ја не можам да сватам зошто тоа го прават. Но во ред, тоа е нивната политичка логика. Некаков диалог за да се најде решение, бидејќи вие нудите сепак различни можности за да се најде. Отворени сме ние, уште денеска, уште утре, да седнеме, да разговараме за сите модалитети кои што ќе овозможат, еве да бидам попрецизен. Прво јас навистина не можам да ги сватам СДСМ зошто ќе го имаат чувството дека во 2029 ќе бидат опозиција. Право тоа не го разбирам чувство. Предпоставувам они што од сега мислат дека ќе ги изгубат следните парламентарни избори, иако најавуваат во нивната реторика дека ќе ме апселе мене пред да сум се вратил на факултет и така натаму, тоа значи дека тие уште од сега велат дека во 2029 година ќе бидат опозиција и власта тогаш ќе ги намести изборите, тоест ВМРО ДПМН. Во ред. Тоа можам еве да го прифатам како констатација дека тие однапред признаваат од денешна оптика дека тогаш ќе бидат опозиција. Во ред. Јас тој губитнички менталитет не го разбирам, но ете тие го имаат тој губитнички менталитет. Но мојата никој не треба да има можност да ги намести изборите. И принципиелно е сите ние да сакаме изборите да бидат. Да, ама логиката е дека не може да се наместат, а оној кој што денеска зборува за наместени избори на кои што ќе биде жртва е денешната опозиција. Тоа значи дека и тогаш они сметаат дека ќе бидат опозиција, па власта е таа која што ги организира изборите заедно со Државната изборна комисија и логиката е дека тие и тогаш ќе бидат опозиција. Во ред.
Тие така мислат, тоа е нивна работа. Но наша е како власт, како што беа локалните избори, ние ако ги гледате локалните избори, вие ќе видите дека ние имавме скандинавски локални избори. По бројот на приговорите на избирачкиот процес, вие ќе видите дека имавме ние апсолутно скандинавски локални избори во кои што помина и кампањата, и самиот процес, и во првиот и во вториот круг на гласање, навистина мирно. Ке ми дозволите, споминавте вчера, негиравте практично на теза која беше пласирана од опозицијата, дека оваа измена која правите на изборниот законник во делот на гласањето на диаспората, всушност е ваш личен, ќе имате личен бенефит, доколку бидете председателски кандидат во 2029. Вчера го негиравте тоа, Да. велите немате такви амбиции. Би сакала да појасните, бидејќи еднаш веќе рековте дека не планирате промена на партискиот статут и дека нема да барате повторен избор за лидер на ВМРО-ДПМН. Ако не сте лидер на ВМРО-ДПМН во 2029 и не сте председателски кандидат, значи ли тоа целосно повлекување од политиката и враќање на катедрата и студентите, како што споменувате повеќе пати во повеќе интервјуа? Па јас тоа го кажав и вчера, дека кога ќе завршам со овој дел од мојот живот како председател на владата, дека ќе се вратам на факултет кај студентите. Јас никогаш не кажав кога тоа ќе се случи. Дали ќе се случи за година, за 5, за 10 и така натаму. Ќе треба овие кои што се уплашени од мене, кои што континуирано гледам ни предскажуваат некаков крај, да се потрудат малку повеќе, за да тоа трае пократко. А јас пак од друга страна ќе се потрудам малку повеќе за да тоа трае подлого. Што подразбира тоа? Тоа подразбира дека планирам убедливо како председател на ВМРО-ДПМН да предводам кон уште една огромна парламентарна победа во која што задоволен би бил доколку успееме на тие избори да го подобриме резултатот од тој кој што го имавме пред повеќе од 2 години. Имам уште многу работи да направам и за граѓаните и за државата, бидејќи од оваа улога можам точно да видам што е она кое што погрешно било направено изминативе децении, кое што граѓаните заслужуваат да биде подобро. Мотивиран сум како никогаш, работам како никогаш повеќе во мојот живот. Се обидувам да помогнам на секој еден кој што нормално можем да помогнам. Јас не сум чудотворец и не можам апсолутно на сите да помогнам и да правам чуда, но во рамките на моите можности секогаш се трудам да помогнам. И нормално, она кое што од мене го очекуваат граѓаните е да ја спроведам правдата во рамките на моите ингеренции како председател на владата. Така што, ево уште еднаш потврдувам дека немам амбиција да бидам председателски кандидат. Мојот мандат како председател на ВМРО-ДПМН завршува во 2029 година, бидејќи тој е мој трет последователен мандат, согласно статутот тој е максимален. А како председател на владата имам уште многу што да дадам, бидејќи сум мотивиран како никогаш до сега. Направи ли некаква промена во атмосферата во ВМРО-ДПМН вашата најава дека ќе се повлечете од оваа функција по завршувањето на вашиот трет мандат? Создаде ли тоа, вие сакавте да создаде, така рековте, некаков надпреварувачки дух, но дали е тоа конструктивно или деструктивно? Знаете, после Конгресот јас се вклучив во еден процес на озбилна реконструкција во рамките на партиската структура. Тоа беше еден процес кој што ја целосно обнови партиската структура. Имаме повеќе од 1/3 председатели на комитети нови лица, кои што треба да внесат нова енергија. Ги избравме председателите на Унијата на жени, Унијата на млади сили, Патриотскиот институт, не остана уште Унијата на ветерани, треба да се спроведе процесот на интервјуа и тука да се заокружи тој процес. Делумно се избрани на партиските комисии, составите на општинските комитети, наследниот извршен комитет, целосно ќе го затвориме овој процес, кој што очекувам да се случи кон крајот на јули месец, и исто така бев посветен на процесот на реконструкција на владата, значи неколку месечна сериозна работа покрај државните активности и обврски кои што ги имав. Морам да признам дека тоа беше процес кој што бараше многу нови одлуки, би рекол одлуки кои што ќе се темелат на многу информации, не беше лесен и едноставен тој процес, но ценам дека сега со оваа нова енергија ќе бидеме уште посилни,
Чувствувам дека моите соработници се ужасно инспирирани, дека секој ден го чекаат за да направат проект повеќе и очекувам дека во периодот кој што следи таа инспирација ќе ја видат и почувствуваат и граѓаните во подобро, се разбира. Но рековте не сите. Во ваш еден од последните говори кој го имавте, рековте дека делот функционерите им станала помила фотелјата и приватните патувања отколку посетите на селата и на градовите и средбите со граѓаните. Може ли да ги идентификуваме овие ваши соработници во оние министри кои беа реконструирани? Јас за мерките ги кажувам во очи при тет-а-тет разговор и мислам дека тоа е начинот на кој што треба да се комуницира со соработниците. ВМРО ДПМН го гледам како едно семејство, коалицијата владина ја гледам како едно семејство и сето она кое што мислам дека може да биде подобро го разговарам со моите соработници, се разбира, секогаш треба да ги слушнете и нивните аргументи. Не значи дека вашите аргументи се секогаш точни. Така што ние разговараме и на крај завршуваме со заеднички став. Се разбира дека никогаш јавно нема да зборувам за тоа за кое што мислам дека може да биде подобро, но јавно ќе зборувам дека може да биде подобро, можем јас да бидам подобар, сите ние можеме да бидеме подобри, бидејќи тоа е суштината кога работите, да се трудите да бидете секој ден подобар од претходниот. Тие забелешки кои што јас ги имам на одредени мои соработници или кои што ги имав, јас во тет-а-тет разговор им ги пренесов и очекувам да видам резултати во периодот кој што следува, така што ајде да почекаме. Има ли јавноста да има поголема доверба ако реагирате како менаџер на владиниот тим кога има проблем во конкретно министерство? Сега ќе дадам пример, има проблем со ИПАРТ, го менувате министерот за земјоделство. Или има конфликт со Синдикатот на култура, го менувате тогаш кога се случува проблемот министерот за култура. Наместо да биде реконструкцијата зацкриена зад некаков меѓукоалициски договор и еден голем пакет, без да се посочат конкретните проблеми кои ве довеле како менаџер до некоја таква одлука. Реконструкцијата не треба секогаш да се поврзува со таков тип на проблеми, бидејќи тоа кое што го прави оваа влада изминативе 2 години, споредено со било која влада во минатото, е менаџирање со процесите во државата без поголеми скандали, афери или договори кои што се правени позади завеса на сметка на националните и државни интереси, односно на сметка на идентитетските интереси на граѓаните. Или пак, таа реконструкција може да биде поради редефинирање на приоритетите. Повторно ќе кажам, јас сите забелешки кои што ги имам, сум ги кажал во 4 очи. И тој принцип на работа ќе го задржам, затоа што нашата работа не треба да се претвори во естрада. Политичарот треба да води, а не да биде воден. Може ли се и нови промени така што, во составот? Само да завршам поентата, така што јас се слушам јавноста, гласот на јавноста ми е многу значаен, но одлуките се трудам да ги носам врз принципот треба да водам, а не да бидам воден. Лидер е оној кој што вели по мене, а не е лидер оној кој што вели напред. Така што ова е мојата филозофија во политиката. Има ли, може ли да се очекува и дополнителна промена во тимот, со оглед на тоа што партијата, Демократската партија на турците не го доби во овој момент местото во владата, министер без ресор, која го најавивте? Предпоставувам дека калкулацијата да не се оди на целосен избор на нов владен кабинет, затоа што 8 правите промени и да не бидат 9. Токму така во право сте. Тоа ќе биде единствената идна промена која што многу брзо ќе се случи. Која ќе направите. Добро, по 2 години во владата, која е најголемата испорачана промена според вас за граѓаните, не како на партиска пресконференција или како бројка која вие спореле со опозицијата, туку каде мислите дека најмногу граѓаните го почувствува вашето владење во својот паричник, кога ќе одат на лекар, во училишните клупи, каде мислите дека е најголемата? Ајде вака ќе почнеме од ова што вие го почнавте во својот паричник. Во овие 2 години просечната плата е зголемена за 8.000 денари. Дали е тоа доволно? Не е. Но имајќи предвид од каде почнавме, мислам дека е повеќе од доволно. Ја зголемивме просечната пензија за 7.000 денари. Дали е тоа доволно? Не е.
но ако се има предвид дека просечната пензија беше некои 14-15 илјади денари пред ова влада да биде влада, за 2 години мислам да ја с големите 40-45% е значаен параметар. Ако претходно, конкретно за економските параметри, просечниот раст беше 1,8% годишно, сега е 3,5%, двојна на бруто домашниот производ. Ајде во образованието, бидејќи немаме доволно време, можам да ви редам многу примери. Порано учениците цела година нема учебници, сега ги има во април за од септември. Нек не имавме пред некој ден со министерката промоција на учебници, нови 60.000 парчиња кои што ќе ги добијат, а сите книги ќе бидат на маса кај нив на 1 септември. Нешто што порано морате да се сложите со мене, представуваше голем предизвик за претходната влада. Да, имаше неколку години. И процес кој што беше поврзан со, би рекол, многу скандали и недоречености. Сакате во патната инфраструктура. 6 автопати. За некој месец од денеска ќе почнат да се градат. Во понеделник го потпишуваме договорот за изградба на Блаце Скопје, конечно автопат кој што го чекаат граѓаните со децени, кој што го доби македонска компанија, а многу наскоро ќе биде завршен процесот и на Букојчани Кичево, а до година ова време веќе треба да го користиме автопатот Кичево Охрид. Исто така, до година ова време очекувам првите 10 километри од автопатот Прилеп Битола да бидат пуштени во двете насоки и во полнек да биде изработката на изградбата на автопатот Тетово Гостивар Букојчани. Така што за прв пат сега се случува да ние имаме во еден момент 6 автопатски делници кои што се работат. Можам да ви редам уште многу проекти. Еве, на пример, 24-та 16.000 тони, 16 милиони килограми, 16.000 тони тутун, 25-та 26 милиони килограми тутун. Сакате да зборуваме за земјоделието во било кој поглед. Еве, на гројзето 2024 година 70 на милиони килограми, 2025 година 130 милиони килограми. Празни акумулации август 2024 8%, денеска се 80%. 3 неисплатени плати во национални шуми, 3 неисплатени плати во водостопанство, денеска се исплаќа се поред. И можам да ви редам уште многу вакви проекти. Една од клучните критики на ваша адреса за испорачаното во овие 2 години е тоа што не успевате да најдете решение за блокираните евроинтеграции, нешто што е фрустрација на државата да не може да се движи барем со брзината со која се движат последните земји од регионот кои треба да се интегрираат во Европската унија. Бугарскиот ваш колега Радев веќе одби да разговара, да се сретнете и да дебатирате околу можни решенија, што до некаде е разбирливо, знаејќи дека за Бугарија ова е затворено прашање и нема интерес да го репреговара. Која е вашата стратегија за следните 2 години, бидејќи велите повеќе пати дека лошо е толкуван цитатот дека ќе чекате децении, но колку сте подготвени да чекате или каде се движите во поглед на евроинтеграција? Јас не реков дека е лошо толку, него реков се пред текстот се заборава да се каже, се дава контекстот само на крајот на тоа што јас го кажав во мојата изјава. Јас пак мислам спротивно од вас. Јас пак мислам дека фрустрацијата кај граѓаните е голема поради понижувањата кои што ги доживеа изминативе години, би рекол децени, националните отстапки кои што ги направија, да не речам предавства, бидејќи некој ќе се почувствува навреден, а при тоа не добивме ништо. Иако нас политичарите во минатото ни ветуваа чуда. Ни ветуваа дека ако промениме знаме, ако промениме устав, промениме име или не знам што све прифатиме, не знам, ќе имаме европско здравство, поквалитетно образование. Добивме членство во НАТО. Ама не беше, ако се вратиме назад, не беше тоа единственото. Не беше тоа ветувањето. Ветувањето беше, лично сум сведок на тие процеси, веднаш членство во НАТО, почнување на преговори со Европска унија, бидејќи сме најдалеку во процесот за 4-5 години и полноправно членство. Тие 4-5 години завршија пред 2-3 години, а ние сме уште онаму каде што бевме пред 21 година, истото место. А при тоа изгубивме многу атрибути. Јас мислам дека повеќе тоа ги фрустрира граѓаните, што за жал делот политичките водства биле лековерни, па можам да кажам и наивни, верувале на се
и сме сега доведени во оваа ситуација во која што сме, која што е прилично сложена. Јас не велам дека не ја разбирам сложеност, но ќе се бориме. Нема да очекуваме. Ќе се бориме, ќе испорачуваме реформи, ќе испорачуваме реформска агенда, тоа што се бара од нас, ќе ги решаваме домашните проблеми. Тоа е она кое што јас можам да го ветам. Жилава борба и безкомпромисна борба во насока на подобрување на животот на граѓаните, истовремено и зачување на националните интереси. Тоа преку ноќ нема да се случи. Не можете вие за година-две да решите нешто кое што со децении е уништувано. Ниту пак некога сум го ветувал тоа. Сетете се на митинзите во предизборната кампања, во било која. Свесни бевме што не чека. И точно знаевме во какви проблеми ќе влеземе, иако потоа бевме изненадени во негативна смисла. Добро, но сега имате еден наратив дека има подобро решение од тоа кое што во моментот е на маса. По 2 години ние се уште не го гледаме. Не, може да ќе треба и повеќе време. Никој не вели дека за 2 години. Јас не сум секундант за да ви кажам дека ќе биде тоа за 1 година од денес, или за 2, или за 5, или никогаш. Не знам. Но можам да ви ветам дека ќе се борам со сета сила која што ја имам и јас и луѓето околу мене. Дали е сменета перцепцијата за прашањето, тоа мора да се сложите дека е. Затоа што ако пред 2-3 години ни велеа тоа ви е на маса и завршена е приказната, сега веќе дел од високи европски политичари велат, чекате луѓе, дајте да размислиме за гаранција. Дајте да видиме некаков поинаков пристап да имаме околу ова прашање. Дајте да видиме на Македонија да го прошириме буџетот со топ-ап. Еве, последните пораки од Брисел, лично од председателката фон дер Лајен вели дека ние сме во друштвото на овие кои што се добри, односно кои што испорачуваат реформи. Дајте на овие да им дадеме топ-ап, односно да им дадеме повеќе средства, да испорачат повеќе реформи. Тоа е она кое што можам да го ветам и тоа го правиме. И тоа ќе продолжиме да го правиме. Но не можам да ветам дека ќе влезам во промена на устав, која што некој друг ја прифатил, без тоа да имам јасна гаранција дека тоа ќе е последното и без јасно да ја видам целта. Тоа не можам да си го дозволам, бидејќи едноставно оваа генерација политичари должи малку повеќе борба од тоа што претходно некој го распродаваше. Јас не сум влезен во политиката за да бидам статист или епизодист. Во политиката влегов за да ги менувам работите и да ги штитам интересите на граѓаните и да се борам за македонскиот национален идентитет, тоа кое што можам да го одбранам, а тоа кое што е изгубено да се обидам да го повратам. И така ќе функционирам. Тоа е мојата филозофија. Дали на некој тоа ќе му се допадне или не, на крајот од денот ќе дојдат избори, граѓаните ќе си го кажат тоа на изборите. Но ова е мојата филозофија и ова е мојата политика. Во делот ќе се вратам онаму каде што вие дискутиравте со моето прашање на фрустрациите. Речиси да нема во анкетите човек кој рекол дека сака да се исели од државата поради овие прашања. Најчесто се тоа или економски причини или проблеми во функционирањето на системот. Промени кои не се случувале со години наназад и како резултат на кои ние имаме слаби резултати во образованието. Од аспект на меѓународни тестирања PISA нашите ученици немаат добри резултати. Вие го знаете образовниот систем добро. Здравството ни е таму каде што е и такво какво што е. Животната средина, загадениот воздух, тоа се теми и прашања кои граѓаните ги посочуваат како фрустрации. Сите тие прашања не велам дека немате во програмите и делумно нешто не се реализирало, но ќе оди многу побрзо доколку е дел од процесот на евроинтеграција, промената и трансформацијата на нашето општество, тоа што ги фрустрира граѓаните. Простете, но и тука имам различен став. Еве ќе ви дадам примери. Јас познавам многу нашинци од диаспората кои што дошле дома и конкретно посетиле стоматолог. Знам доста нашинци од диаспората кои што дошле дома и направиле детален чекап на доктор. Познам многу. Добро, цените на здравствените услуги знаеме какви се надвори тука. Знаете, сега, ако ги гледаме двојните стандарди, ако велиме тоа е причината зашто отидовме, тогаш во ред претпоставуваме дека таму каде што сте, здравствениот систем ќе ви даде подобри услуги. Зошто се враќаме дома? Познавам многу нашинци кои што, да речеме, во својот куфер покрај алиштата имаат уште еден куфер за антибиотици и друг тип на лекови.
кои што ги носа со себе таму. Мора да сме реални, да и кажуваме работите како што се. Затоа што не секогаш работите онака како што се ги кажуваме во јавност. Сега доаѓаме до суштината. А која е суштината? Точно е дека ние сме печалбарска земја. И тоа е така со векови. Разликата која е? Разликата е таа што во минатото просечно македонско семејство бројката била 4-5, а можеби и повеќе. Па еден или двајца кога ќе отидат на, како што тие архаично кажувале, гурбет, можеби тоа и не се чувствувало во генералната популација. Денеска, прво бројката е помала, зборуваме од аспект на бројноста на семејството и тоа се чувствува, тоа е прво. Второ, факт е дека дел од тие луѓе заминале во, би рекол, во тугина, затоа што се обиделе таму да ја бараат својата среќа и да видат да градат живот таму и да се обидат да живеат подобро и поквалитетно отколку дома. Но никогаш таму не можат тие да се чувствуваат како домашни, секогаш ќе бидат дојденци. Секогаш ќе бидат дојденци. И денеска имав еден настан во Неготино и дојде една мудра жена со која што разговаравме, повозрасна, вели: јас се уште не сум слушнала песна која што некој ја напишал дека е подобро таму отколку дома. Кога некој ќе ми каже песна која што некој ја напишал дека е подобро во тугина отколку дома, нека дојде, нека ми каже и тогаш можеме да разговараме каде е подобро. И таа народна мудрост можеби ќе ме следи цел живот и ќе ја прераскажувам. Еве, можеби делувам и сега на малку чудно, но еве денеска го слушнав. И голема мудрост слушнав денеска. Но факт е дека ние треба да ги подобриме перформансите дома. Факт е дека за тоа ќе треба време, бидејќи години, децении наназад се случувале лоши работи. Факт е дека денеска е многу побрза комуникацијата отколку пред 10, 15, 20 години, имајќи предвид паметните телефони, социјалните медиуми. Секој денеска е својвиден медиум и секој може да креира јавно мислење, секој може да создаде бран и така натаму. Но исто така има уште еден факт кој што пред некој ден го добив од Министерството за внатрешни работи, дека ова е прва година после не знам колку во која повеќе граѓани бараат враќање на македонското државенство од тие што бараат отпис. Го ставате тоа во контекст на можноста со измените на законот во Германија, со кои се овозможи да има двојно државенство. Небитно каков е контекстот. Тој контекст можеш и до година, и минатата година да биде. Контекстот не е важен, важна е желбата. Јас не велам дека сите тие кои што ќе го повратат македонското државенство, еве ги утре дома тука. Не велам. Но добро е што тоа го прават. Тоа значи дека си ја сакаат татковината и дека еден ден планираат да дојдат. А ние треба што сме тука, домашните, да обезбедиме услови тие да дојдат. Тоа го правам секој ден. Се трудам, работам, мотивиран сум максимално колку што можам, за да создадам услов повеќе и да донесам семејство повеќе дома тука, во Македонија, да си се врати. Некогаш успевам, некогаш не успевам. Но тоа е она што мене ме инспирира како политичар. За крај околу политичкиот диалог, така почнавме, најавивте можност за разговори околу изборниот законник. Лидерот на опозицијата често вели дека имало подадена рака од него кон вас по трагедијата во Кочани и за реформските процеси и за другите стратешки прашања која вие практично сте отфрлила. Има ли простор за сериозен диалог и консензус по некои важни прашања? Наспроти сегашната секвенца во историјата во која вие од собраниска говорница му се заканувате практично со апсење, а тој вас ве нарекува шеф на мафија. Јас прво не се заканив на собраниска говорница, туку на пратенички прашања беше поставено прашање од страна на пратеникот Филипче и јас само пренесов тоа кое што е вокс попули, кое што стигнува до мене, што е тоа што го очекуваат граѓаните. Јас не реков дека јас можам да судам некого или да осудувам, како што јас сум суден. Зборувавте за чувства, затоа ги поврзав практично двете ваши. Добро, јас понекогаш знам да бидам чувствителен, но тоа е сосема некоја друга тема. Јас никогаш не се заканувам.
А тоа кое што мене ме нарекуваат шеф на мафија или организирана криминална група и така натаму, е политички памфлет. И предпоставувам дека некои пиар стратези во комуникацијата ги подучиле така, им дале таков совет, сега ти ќе го навредуваш и на тој начин ќе стетне некаков кредибилитет. Од друга страна, пак, мојот адвокатски тим ми вели, овде има многу основи секој ден за тужби. Други пак ми велат, твојот праг на толеранција сепак ти си јавна личност треба да биде голем. И јас се одлучив да ги слушам овие вторите кои што велат прагот на толеранција е голем, во ред, нека тие навредуваат, ние ќе работиме. Но на што најмногу вака ме загрижува и кое што треба да се анализира е фактот што гледам дека тинејџери во отсуство на кредибилни ликови во опозицијата, тинејџери читаат соопштенија во кои што мене ме нарекуваат шеф на криминална група и шеф на организирана криминал и на мафија. Предпоставувам тие не може да се сетат на времето кога македонскиот бизнис се редеше во еден хотел во југоисточна Македонија и носеше арач од секој бизнис што го правеше. Предпоставувам не се сеќаваат на едно друго владење кога СДСМ беше влада, односно некој друг беше влада, кога сите знаеме што се случуваше, а потоа си донесоа закон со што си се амнестира, па сега зборуваат и лажно клеветат. Сепак треба да се има некакво достоинство во политиката и треба да се има некаква граница. Јас оставам секој личните фрустрации и моменти на слабости нека ги стори врз мене. Не е проблем, јас имам голем прак на толеранција, јас ќе се обидувам да го задржам тоа ниво кое што го имам и на тој начин да функционирам во политиката. Христијан Мицковски, во тема на денот ви благодарам премиере за гостувањето. Благодарам на можноста.